ово небо. Многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Light, camera, action, go! Дали можете да аплауд, да, за Либерове! Дами и господа, така, мило ми е, хвала ви текнете мене. Добро вечер, Македонија, добро вечер, дами и господа, вие гледате новото издание од новото ноќно шоу или вечер по 8 со Миро Кацаров. Ги имаме најпопуларните јавни личности од Македонија. Затоа, како што умеам да кажам и знам да кажам, удобно сместете се во вашите двосе-тросити фотели и уживате во уште едно издание на вечер по 8 со Миро Кацаров. Најпопуларните најпопуларните јавни личности на едно место се враќаме за кратко да ги представиме. А на прво место или гости број 1 е Бојан Велевски, нашиот познат актер и стендап комичар. Браво! Подпада него, еден од најпознатите млади актери и стендап комичари, Стефан Николски! Маце ми е она дегутантна, го кажам повторно најдобар. Незаменлива Антонија Гиговска! Една единствена, сериозно! Кешки сите да се како тебе, така успешни да инвестираат во спотови во кариера и моментално тој што е во еден подем, еден човек кој што е најпопуларен од оние политички новинари, еден од најгледаните Пази што збориш. подкасти во Македонија, Кристијан Ландо! Не пазнам, искрено кажувам, моментално си најпопуларен од сите. Дај да ти честитаме, да ти кажеме што сте ми ако смееме, Па ако да, ти ајде, продолжи. некој суперлатив за мене. Либеро бенд, вие ми кажавте преска, гостиве треба јас да ја кажуваме, човек. Ивче, што ми кажеш? Јас на Ландов ви му кажал да не се секира за кратко ќе биде најпознат. Фала. Една е звезда, реално. После Миро, Апсолутно. Браво, па и мене некој да му одбрани, браво, Иван, браво, фала Либеро бенд. Да, моментално можам да ја кажам дека добредојдете во студиото на вечер по 8 со Миро Кацаров. Вие сте мои пријатели пред се и колеги, затоа од срце јавно ви благодарам. Бојан Велевски, морам да те прашам тебе нешто одма, зашто така размислам, како би опишал својата креативност? Дали некогаш нешто ти доаѓа природно или тоа е резултат на твојата дисциплина? Затоа што гледам дека си дисциплиниран човек, мирен човек. Па треба да е комбинација од двете. Добро? Креативноста некој пат доаѓа сама по себе, некој пат ја бараме, некој пат во текот на годините си развиваш некој систем кој што го користиш понатаму, бидејќи се да речеме, не знам, како сега мене да ми креативно се ти се јави некоја фирма за тимбилдинг и сега треба да напишеш на тема на фирмата настап тука, не те прашува креативноста дали ти е тука или не, затоа тука доаѓа до израз системот. Да, добро. А секојаш, на пример, креативност, ако се си многу сериозен, си знае. Викам се што он постави некој прашање, вака да не ме гледаш како некој професор со ночари. Саке видиш ти да до таму дека се. Абе те спремаме за Ландов. Бидејќи цело време ги употребуваш политичарите, кога веќе спомнаме Ландов, има политичарите и убедливо е најгледан кој стана одбор за политичари. И сега се актуелни политичари. Таа креативност и таа иновативност политичари ја вадиш од тоа што ги познаваш лично, ги слушаш нивните интервјуа, ги слушаш нивните бомби и така натаму, и дали сега некој ти си има наљутено, дали си има некој заканувано, затоа што последниот пат мислам дека збореше и за СМ и за НГ и така натаму. Добро се, да не ги рано е, ќе во некој подкаст да речеме понатаму во животот. Не му отворивте темата, сет ти виш не се запни. Да, па ја намерно гледаш однака. Први пат, да, ги спомна, на 27.8.9. Ова е слушај Керко, сети се снава.
види, у Кој не ме пензија, знае скапа ќе ме плати, ама ајде нема вeze. никој не ми се, мислам, не ми се наљутил да ми се наљутил вака директно, меѓутоа има еден што испадна голем фраер и ми прати една порука многу јака. Стварно? Политичар? Да. Кажи кој да ти има не, на Рилс, сега- на Рилските става. Не, здравје се да сме А живи. и ВМРО здрави. или СДС, можеш да ми СДС. СДС. А зашо праша? Не се збунив. Не, Извини. озбилно. Да? Ти има некој наставно кажува као супер Па сега не е ни ВМРО, ни СДС, не знам како да го кажам, бивши ВМРО, нешто такво. А тој како мене бе. Тој како мене бе. Нешто, не Сите знам. партии. Види го како гледа. Абе, слушај, не ме мести сега. Добро. Абе, извади го одговорот, ништо не е добро додека не ти каже. Ма не, тоа ми го види сега. не, Они нема глумцеве добро. ми даваат некој Нема добро. Многу ми е јако дека Војче го режира сега цела емисија. Дете молам. Христе, поставим Продолжи. некој. Ајде, оди, Поставим, бе, одма ајде, Ландо. поставим. Не Ајде. можам јас, твоја емисија. Ландо, ти слушаш, Може, чек. Чекајте. Дали ја слушнавте Антонија што рече? Што? Што новинари сте вие? Болева. Антонија рече, јас ти се налутив. На кој му се налути? На Бојан. Зошто му се налути? Ајде да кажеш Ајде. конечно. Сега мене ме интересира, некако го затаивме муабетов, Антонија де малку се на мене иде. Кажи ми што кажа Велески, те многу ме интересира, гледам Ландов од вика, Мира, не сум злопамтила, искрено да ти кажам, не памтам. Не Ама- памтиш го кажа дека Не, сум памтам злопамтил, дека дека не. Види, памтам јас дека он за мене клјафтал нешто Каде на клјафтал? На Facebook, на Facebook? Facebook, Која да имаше година? едно коментарче, ама не се сеќавам што беше, искрено да бидам, стварно не се сеќавам. И после тоа се сретнавме, не знам каде пак. Добро. Пак не И си памтиш. промуабетевме, ама јас му придав, јас му пружив рака, му реков здраво Антонија, мило ми е, значи јас пак бев нормална. А јас сум ненормален? Не знам. Што ти рече здраво и не Не си знам, кажи. јас памтам само дека имаше некој таква А коментар. чекај, што е муабетов да? Не памтам ни ја, али ако имало не, чекај. Дете молам, Христе, Ја не. како можеш да не памтиш тоа што си го пишува Чекај, и ма тоа се што... Ама не, застани. знаеш што не е лошо да. Памтам дека има коментар, ама коментарот не го памтам. памтам. Бе, дај си ти се, значи. Види вика Миро, ја не сум злопамтила, ама таа мрсната бојца од трето деление што не ми ја врати. Нешто беше као што е велича тебе, нешто не. А, немало такво. Нешто не е посебно девојкава Си или му нешто. досметала Не нешто, знам да. што, нешто имаше Не, така. нали, Чекај, ја имам едно Чим го прашање. памтам? Чекај малце, сега ти не се мешаш. Добро. Ти од предска збори Да, стварно. стварно, чекај Ај, ке ти малце. текне, што беше нешто со Значи вака месечарење? сега, не. Со Не, месечината? со месечарење беше некоја твоја колешка беше многу без везе. Тоа за мене ми беше Не многу. сум била јако Не лешка. си Ја била. те видов дека си ти љуто што ко влез. Не. Чекајте. Не. И нога го болеше, и лошо го беше. Ја те видов дека си љутиш што ко Не, влез. не, Дете молам, малце скара. Па, не. Ајде. Значи, што и да сум кажал, стојам за тоа, али било некоја глупост, јас сигурно сум бил била Во некоја младоста. глупост. Нешто Не сум било. бил пијан. Не. И ако јас сега тргам сега со сите, ја ќе немам што да зборам ако Не, не. ако Па, секој така ли, треба да Ландо, си ти ако каже не ги што грабнеш мисли. сите што ќе емисија ќе имаш, мора малце да се, мислам, естрада. Секој треба да си каже што мисли. Точно, си е. конкретно. Али Така е. Чека, ако кажам ја што мисла, па нема да Ти ни изгасат, бе, немој, бе. Не може што така, види. Навредливо, било нешто тоа сакам да нешто ми прашам. испровоцирало, нешто без везе, глупост. Не знам ја нека тоа, биде. ја памтам дека имаше нешто па многу ти, такво. ако не Ти знаеш- кажи- Кажи популарна во тој период, кажи му фала. Да, фала. Нема А иначе злато. сега си ја пребарува Facebook страницата од време. Да, смириме. Не, бе, ние не сме скарани, не знам. Не бе, не. Абе, едно време делевме мене феристи мама, како беше. Дечки, мене ми ова се преку мене се случи. Може да прашам нешто само. Ајде, бе, дечко, Сакам да прашам дали беше креативното, пошто Па беше креативно, тоа му е да. работа, он мора да роуста како. Беше креативно. Еј, роуста. Епа. Еј, жити се. Ајмо нов збор за Миро Кацаро. Ти му објасни. Дај жити се, Објаснете кажи му на човек. Што е роуста? Мо, јас сум 40 години таа стара А генерација. иначе да знаеш сега, Боја, кога го спомнав, Што е роуста? Сега кажи што е роуста. Прво да ја прашаме Тој Антонио. уште се врати кај Тоне Гиковско. Да, Не Чекај, завршува, па, не. чекај. Ја се Чекај. препати. Мира, боли, многу се пече, враќаат. Значи не е ајде. реброто рана, има некоја. Кажи. Многу се враќаат, Миро, ајде, нека каже. Пак и се налјути нешто. Значи прво, Сега пошто Фейсбук, она знаеш ти сега на Инстаграм. па преку незе ќе ти објаснам. Сега мачи од околу. Ај, степајте се да роостање, пошто спомна, дали си ти спремна утре здравје за некоја година ќе организираме некој роостање да дојдеш? Што е тоа роустање? Дај прво Ајде сега прво да објасни. Ајде, нека објасни. Ај, Знаеш прво ти така што објасни, рост е? прво објасни. Ајде, па значи после ќе рост. влеземе во- Добро, тоа е ролер Ајде, не, ајде ќе ти го објаснам. Креативно за
Плукање, значи креативно плукање по некоја јавна личност, ама Добро, са плукање е пресилен збор. па пресилен збор е, затоа некако креативно Лижење на некој. Хейтање, не. Не, значи шала на твоја сметка. Ајде, Да, ајде, деца да ама не е користат. баш шала Значи, на негова сметка. Шала него на е- твоја сметка, ама имаш право да вратиш. Аха, значи како ти сега Значи што сега на да, на пример сега ја роустам Антонија и седнуем ја и доаѓа она и она И она го роуста роуста мене. мене. Бојан имаме и други гости, не само ти Антони. На пример само реков. браво. Да, заврши го тема. Чекај малку. Леле пак се јави човек. Најако е што мене ми рече дека има други гости, овој уста не затвори цела вечер. Чекај, добро Бојан, му те молам. Ма мене ништо не ме ни праша. Да, Јако не да Стефан, Добро, добро, Не, не ме добро. ни најави, бе. Не ме ни најави. Стварно Антонија неа ни најави, бро. Знаеш дека заболи Антонија? Не, да најави? кажав дека е еден единствен, Не, не кажав. уникатна, не Ама кажав возете супер. го, бе. Ај, Ама сега, јесте сега, нормални, ја не знам што е роустари, ама знам друго. Ај, сега ти, Стефане, кажи ми што мислиш дека најмалку луѓето знаат за тебе? Многу ми не знаат за Дека тебе рост- дека си интелигентен, дека си вицкас, дека И така натаму си. И така натаму. дека глумеше во филмот на Милчо Манчевски. Многу ми Дека на... Да, знаат за тебе работи. Што мислиш дека луѓето најмалку знаат за тебе? Дека знае да свири и да пее. Браво, Иване. Многу сум задоволен. Ми го зема зборот од уста ми го зема. Ајде, Либерове! Дали може Стефан Николовски, Стефан, повели сцената е твоја, да. Сами нозеве ме носа до твоја улица. Стара љубов 23, моја последна станица. Уште стои таа клупа кај што таксите остава. Таму љубовта за нас како свеќа угасна. Уште ми фалиш ко жица на гитара, уште ко компас срцево те бара. Ти си лей за душа боемска. Уште ми фалиш ко таа песна стара, конец по конец срце што ми пара. Ти си лек за душа боемска. Аплауз ке молам. Да, се враќаме назад Кристијан Ландов. Како кажа тета тет, очи у очи, Еке, добро. застани, не Да, застана често. на мене, донесе Не, си. до мене Антони ќе ги ме го остави стима. за крај, он Вика вака, секогаш ме слушај, остава за Ландов, крај. Ландов, ти си наред. Извини. Дали некој се плашал дека си направил грешка од која нема враќање? Не. Ништо не се плашиш. Буквално од ништо не се плашиш. Како твојот идол ќе кажам, само од Господ се плашам и толку. Зашто мој идол, тој е мој пријател, не е мој идол. Кој мој идол, ја не знам. Знаете за Да ме заврчат зборица, ти сега го знаеш. Сега одма да ја удри он неговата. Да, видели да неговата. Добро, а некојаш на пример се плашиш кога некој гости нема да ги открие сите тајни кои што сакаш ти или нема да имаш она емисија со толку гледаност кој што ти си ја претпоставувал дека ќе има. За такви некои неуспеси, некои стравови, на пример или дали страв од некој гостин кој можеби неговото семејство ќе ти се заканува бидејќи една работа се извинувам, ја почнав ималци пошто се Ајде, може штити. Една работа ми е многу интересна тоа што се трудиш све да му кажеш во очи на човекот. Можеби за некој некогаш е тоа малце знаеш, too much, но за некој е многу симпатично, така да ние сите, знаеш, за мене луѓето некој не ме сака, некој ме сака, ние не живееме за луѓе, едноставно живееме за работа. Колку си знаслове, требаше тефтерче како политичар да се потече Сега гледаш како Гледам е. како е. Ми тече Сега мисла. ќе внимавам. Ми тече мислам. Не, суштински не. Што беше пред? Дали се плашиш од некој? Не, шала на страна, не се плашам, да, секој некогаш страва од неуспех. Јас мислам дека ја поминав таа фаза, зошто порано многу се плашев ако не биде гледан, но што ќе правиме, сега више ми е седно. Тој што сака да го конзумира, ќе го конзумира, тој што не сака да го конзумира, нема да го конзумира, а тој што сака да исхејте само ќе влезе, ќе исхејте и ќе си отиде. Се плашиш од такви хејт приказни, на пример пред некој време гледав, имаше од неја политичка партија кој што, знаеш, имаше Уживам. Да? Да. Не ти е малце оно. Не, на моите родители се уште име, на мене не.
А што ќе кажат од тоа што јас не го знам? Па Страшно добро, фативи. така. Да. Види, пред неколку недели, можеби и месеци, мислам дека става една интересна слика на Инстаграм. Јас не сум знал. Ти си ги поминал сите оние телевизии Ландов до дека го стигнеш ова што сега го градиш као име и презиме Кристијан Ландов? Морам одма да ти кажам, прво имаш одличен тим кој што е зад камерите, ама одличен тим. Имам работено со повеќе имена од нив, со фантастични. благодарам, Да, ти сум благодарам. почнал од Дајте Либеровен за мојот тим или за нашиот тим. Браво, јас го мислам исто, апсолутно се согласувам. Почнал од утринска, се разминавме со Блажевски во тој период, сум продолжил до уредник на забавна кај што пеевме со Антонија Гигалска, Чип Трилси, со Бојан Велевски се дружевме во колку време студио беше и тогаш не беше фаца. Нема, тогаш- јас не сум бил роден овој квадрат Ти го, работа. онака ти го плесна, Стефо. Пето Ова е деление, рост. пето деление. А, ова е рост. Ето тоа е Веќе рост, знам да, ја што да. е рост. Се запрегнал. Преку новински агенции до претрес и многу ми е мило што претрес се случи најслучајно на цел свет и искочи најуспешен на цел свет. И уште едно праше, Браво, скромно. дали остануваш пријател Да. од кога ќе заврши разговорот? Да. Дали ти замеруваат за нешто? Не. Бидејќи не? Освен еден политичар, но ќе кажам Саша Богдановиќ, и тоа за бекстејдж го баравме еднашка за да искоментира од аспект на тоа. Кога го уклучи телефонот? Да, од него после неколку дена му текнало што се случило, само касно, бидејќи кога си отиде, човекот си отиде најпријателски, извини, вако се супер, после неколку дена него му текнало што се случило, па се извини стварно, ама sorry but not sorry. Сега ти се наљути, не зборите Саша Богдановиќ? Јаве му се прашах. Не, сериозно. Не знам. Да. Не, зборувам. Јас зборам, он не збори. Ти не збориш само со Бојан Велевски, јас знам. Ти му Зборам и за Боги Дека Габоре. ја си направам Ако можеш не. ти. Добро, одлично, убави одговори, браво, Либеро бенд. Дајте за Ландов едно тако, одлично, браво. Леле Антонија, Антонија. Морам да те прашам затоа што си исклучително долго време на естрадата, не само на македонска, туку и на балканската сцена. Имаш поминато огромен број предизвици од надпреварувања, до фестивали, до спотови, до бури во приватниот живот, па можам да кажам дека или кои се твоите најголеми предизвици со кои се соочила и си ги надминала до сега. Значи едноставно најголем предизвик, нема сега по дефолт нешто да ми одговориш. Тоа мора да ме размисли. Па, имало еден-два фестивали кои што биле исклучително предизвикувачки за мене, затоа што сите, јас сум била најмала, сите биле постари над, не знам, над 25 години, 30, ја во тој период сум имала 15. И на еден таков фестивал сум освоила второ место, каде што во ревијалниот дел пееше Никол Шенцингер, беше гостинка. Уф. Тоа е едно. Да, тоа е предизвик. Да, али тоа е предизвик на оној на мудич, дали имаш некој на приватен план? Животен. Па да, убаво. Да ја сумирам, сакаш? Да. За Иван те прашува, одговоримо да скратиме. Не ми го закаче, види колку ми убав вака расположи. Види што ми се убава гледајќи. Не ми го закаче. Не, ти човече, дали види кој... Чекај, Ландов. Многу теми има. Брате, извини. Ландов, дали види кој се... Чекај, мене ми интересува. Еј, ти од преска не си кажал ништо, жити се, дај појави се, Стефан, дали си Стефан, одамна нема ништо да дали кажа. види кој се пушти на една наша колешка, ако можам да кажам, Ивана у емисија? За прашање, го гледаш или ово? Беше Не, Ја само го знам гледав. дека научила што е сладко тикви, дека не е мармалад. кој се пушти, човече, мене ме уплаши, го гледавте ли Ја го гледав, ја го гледав. Мене ме препратија, викам, Поштојам. Па више мислам, Поштојам. како да кажам. стварно Сега више, ќе ти ама на стане на тебе, тебе, значи ќе ти ама, каже значи како ја стварно тебе више. ама. Значи Друго во сакам. најдобри односи сме. Не збориме за тоа, значи. Јас сега на твое место За Иван да сакам, покажам. Чекај, не, застанавме кај предизвиците, животен. Го кажа, добро, али кажи ми како животен одржуваш е, она станав мотивација кога мајка, тоа ми работиме беше на животен Да. предизвик. Како одржуваш она мотивација кога работиме не тоа по план на пример. Престани бе. Ландов. Те Ма молам. биде Да не тоа сериозен. поменувам. Значи во претрес си сериозен, многу си сериозен. Сега тука. Извини, повели. Антонија, како одржуваш она мотивација иако не ти иде по планот, на пример? Што правиш? Па, Се конфронтираш со одредени личности. Многу се ми е фокус- мило што имам од сам старт тим позади себе од мои 14 Тоа го години. знам и јас, тоа е многу добро.
Така да моите родители се секогаш тука за мене, во секој брат ми исто ми е најголема поддршка, така да кај мене никогаш нема страв за ништо. Ја казам, ја не се плашам од ништо. Браво. Дајте! Ајде име со За кратко пееме, може? За Ајде. кратко пееме. Сакаш да ти кажам коментарите под Рилов, сега што се случи. Каде гази стимори? Срам да ја созборува. Дема кажи ми, дали некако она што ти беше нека отказ. извини, Бојан што би искоментирал, ме интересира. Еј, Бојан, Не знам, он си спрема, гледаш како ќути. Да, он нешто мудро нешто. Он го пиша статусот со време за видео. Ду сме тука го пишувам, браво. Дали некако, например, би ти засметало на момент или би ти сметало иднина дека луѓето почнат тебе да те препознаваат не ради Стефан Николовски, тука ради Стојан Чангелов, ради Димитар Апасиев, ради Талат Џафери, па и ради Миро Кацаров што ви имитираше, ради не знам кој други. Мислам дека тоа ти беше отскучна даска. Да, не ми сметало. Веќе, знаеш како, социјалните медиуми се нешто брзо и многу брзо се заборава. И како вадиш нови работи, тоа Значи кој шише Па наравно. готово, брат, сега. Не, супер е, нормално е, имитаторите секогаш, нели, се пробиваат со тоа што имитираат познати личности и почнуваат да ги препознаваат после. Пред песна имам нешто за вас. Добро, и после Да, продолжи. брат, зврзни. Да збрзнам ли, што треба, неме време. На телевизија сме, не сме на подкаст, брат. Да. Последна имитација. И сакам да бидеш Миро Кацаров, ти сакам да бидеш Марија Пиерманов. Може? Леле. Така, дајте ми малце, дајте да ми играме, да. Само бега. Ти си луд. Бега. Можам и јас да бидам Марија, многу ме сака. Ајде, тука сум јас, ајде, окей. Кога сме кај Марија, многу ме сака. Значи, сега ти си Стефан Николовски, треба да збориш цело Кој време. си напред тука, си измоча. Луѓе, жими се најмило дека. Тоа напред. Јол, како Дојнацко езеро да сум живи све најмило. Види. Види што напред. Жими се најмило и кажувам во умору му е пенкало. Значи ја не се запргам. Жими се најмило, Ландов! Орце пишува или како? Не пишу Орце, доста ти застани, доста да не зборуваме више, ајде. Амано Вој Ландов, ќе си правим јајте му обето претрес. Ти влегош ме ли сега? Значи, ајде. Ама Чекај, ја застани Миро малку. е оригинал, Не, блега. лесо ти у мушко влагаш, у женско треба. Чекај, малце, стој. Значи, драги мои, заборавив на почетокот, како ми се мрда ова, што е ова, бе? Не е толку дебел Миро, чекај малце ќе ме бутнеш. Значи, ево вака, ајде, Спонзорство ми е. Добро, доста фокусирајте се малку. Ајде, Мирославе. Значи, заборавив, дечки, на почетокот да ви ја представам една од најекстравагантните личности. Привлече внимание многу на социјалните медиуми со незиното живење во Париз. Тоа е Марија Пиерманов, Либеро Вент. Само да ги вратам. Марија, сакам да те прашам, како и мене, нормално има многу луѓе што те имитираат тебе. Многу Дали- збориш, Стефане. Дали тоа ти смета? Не Тебе? можам Дали од тоа тебе те... до збор да дојда. Велам, дали ти смета тоа? Ма тие се жаби, јас сум шлепер. Ние овде во Париз уживаме. Вие скапете си Ние дома. пиеме коктели. Овие се моите коктели. Овие се нашите коктели. Поздрав за спонзорите! Либеро Бенд! И Мирославе да ти кажам, ти си Мирослав или Миро, не те знам. Миро. Мирославе да ти кажам, значи ти треба да се еманциповаш. Ти си едно нееманциповано дете. А зашто се? Чекај. Зашто сега така ми зборуваш? Немој, па јас сум те следел тебе уште од мал. Те молам, Ама, мислам, јас немој ти така ми зборуваш, кажувам. како така сега? Значи јас ти кажам, јас сум се шетала, сум била на лова. Ма добро, јас сум Имам се шетал, јас пушено сум во лова. жена ми е тука, знае, јас сум бил по свет, сум го прошетал. Што ти Значи е на имам тебе? пушено во лова. А ти Ова беше кралче жена! Браво! Добре, ова беше крајот со жена ми, живи се сега спомнал. Биди тој што вети ти ке бидеш, биди тој со везани мој
мотив кој слечи ме. Нема правила, нема правила. Кога срце не слуша, памет не пира. Како да ми читаш мисли, со еден поглед ти. Слуши ме, слушай како дојдо. Слушай ме, слушай како дојдо. Ова срце како песна ти поводи го, или ослободи го. Само немој да го слушаш како дојдо. Само види мој свет ти ајде, само види мој сон ти ајде. Мој небо, моја земја, и кога никој нема. Со тебе немам гајле, јас со тебе да немам гајле. Право мажко знае како треба да се сака една жена, жена. Да, дами и господа, се враќаме кај Кристијан Ландов. Кристијан Ландов, кој е најголема лаш што слуша за себе? Мораш да ми признаеш, бидејќи сакаш ти точно одговори кај тебе подкаст, биде ти точно. Дека ме финансирале политички партии. Лага ти рече. Да, бе. Абе не е тај за тебе. Имам уште две блиц. Дали некој се пожалил на некој и потоа се кајал? Дали некогаш сум се што? Пожалил на некој и потоа се кајал? Например, си јаваш на Пожалил. другари, му викаш, абе друже, ова ми се деси, после шум кажав, но е кажа на цел град, или ти се деси тоа што ти го кажа, он кажа на цел шум, кажа Не се жалат од мене, ја од никого. Искрен. Ова крило како е самоуверено, приметуваш? Самоуверено. А? Јас затоа го прашав на бекстејдж на Орденат колку години има, 29 ми кажа. Нас се сигурно тука не се. Да, ние тука враќите, ние знам. да, добро, окей, тоа е и со годините. Дали имаш или кој ти е најголем непријател, другите или себе си? Знаеш некош сам да се Сам на себе, дефинитивно. Така, Шала на и ја страна, некој пат сам на не себе најголем непријател, затоа што сум најсамокритичен, затоа што сето она што другите го гледаат во мене, јас не го гледам во себе. Затоа што многу лесно може да ми падне само довербата кога ќе добијам некоја критика во која ќе ме замисли дека навистина е вистина. И искрено, ова прв пат го кажувам, дека се откажав од телевизија од ТВ21 од времето само ради критиките. Не ги Стварно? издржав, да, не ги издржав. Што не ми се јави мене за критиките? Не, воопшто? гледате Да, како тогаш си има признал го. тогаш има Не, окей, 19 беше години прилично или млад, да, 20 отприлика и реков ова ја не можам да го живеам. Што Затоа најмногу ти критикува? Имаше многу критики од и аспект на изглед, од аспект на глас. Дека од- беше буцко? се. Види го педер, види го кафе свиња, се. Немаше критика која што немаше, реалноста е таа. Добро, да. И Тоа не е тоа критика, не беше бе. проблемот за Тоа е вреѓање. мене. Тоа е вреѓање. Тоа е вреѓање, да, бро. вреѓање, не е критика апсолутно. Да, браво. Ајде да го кажеме и така. Али во секој случај не дека немаше, како да кажам, самодоверба до степен да не знам, биде подобро да може да се убедам со тие луѓе да само не сакат. Затоа што консеквенциите и последиците ги чувствувам моите дома. И тоа е она што никој не го разбере. Јас кога ќе видам одредени наши колеги, мене не ме допира критика, лажеш. Така. Лажеш, Или ма немој, лажеш. или ма Нека ти немој, спомнат да. сестра, мајка, татко, ќе видам дали ќе го мислиш истото, лажеш. Значи, апропо, гледате дека еден човек кој што е успешен и кој што има самодоверба, и човекот си има само, како да кажам, еден панцир. Кога Ландов го отвори панцирот пред нас и пред публиката, свативме дека и тој е човек, дека и не го допираат сите тие не се комплименти, тие критика што ја кажат ти на кај не сгреши. И на крајот денот сваќавме дека сите сме ние луѓе и сите ние имаме емоции
Јас мислам дека пред неколку месеци исто од дома ми забранија веќе да давам интервју на телевизија, затоа што мене парче ме направи исто Ландов. За ништо, за обично интервју, зборев како на мене, он баш ми како животот ми е, нели, наводници драма, кажа дека само сум динамичен, дека дола коментари, тој е човек како да сум му ограбил, како да мајка да сум му силувал. Зошто? Затоа што ви правам забава, затоа што да кажам, луѓето се гадни. Во суштината и во како сакаш гледај ги, луѓето се гадни. И секој што ќе ти го каже поинаквото дека многу ти се радуваат, почна вечер по 8 сум, те лажат, дружи, те лажат. Те лажат, одвај чекаат да завршиш. Мене најголемите лицемери доаѓаат да ми викаат браво. До ден денеска најголемите лицемери ми викаат браво по секоја емисија и секој еден го чувствува тоа тука, ти гарантирам. Дефинитивно. Затоа што истите тие зборат во други кулари. Разликата кај мене што јас нема да отидам сигурно мечам на било кого, си зборува за мене. Гајле ми е. Фала ти за рекламата. Прекрасна реклама. Кога сме веќе кај тоа, Антонија Хиговска исто ти многу некако си одеваше, си патеше од тие социјалните медиуми. Некако едно време и сама кажуваше да го запоставија тоа што го работиш, тоа што пак ќе кажам, јас знам инвестираш во спотови, даваш пари од тебе, татко ти дава пари, само се облекуваш, немаш спонзори. Сега ги мачи дека сум носела фустан од 4000 евра. Ама сум била спонзоруша, не сум ги заработила пари. Спонзоруша си била. Сега и со маши спонзоруша. Да. Аха. Се тоа ги мачи. И штиклите ми биле поголем број изгледа, така Тоа не сум го ги читав коментарите тогаш кога беа пред неколку години и знам дека ти беше тешко, зборевме кај мене и викаш човече, ама значи доста ми е стварно, знаеш, што би рекол Ландо, ти пак ги сам одоберал, викаш дали ме нешто ми фали, дали стварно јас сум таков кој што луѓето ме кажуваат дека сум кретен. Нели? Ти кретен, клошар, селјак. Дали сум јас селјак? Се гледам огледало, ме разбираш? Миро, ти си најбољи. Ти благодарам. Да. Ми значи, ти благодарам, ми значи. Многу ти завидуваат, тоа го знаеш, мислам дека. Ти благодарам, ми значи. Фала ти. Стефан Николовски, ми сметаш дека си на ниво, нема да биде само скромен, затоа што ја те почитам дека си многу интелигентен. Сметаш дека си на ниво на Тино и на Атанас, на Сашо Коцев. Зборам за стендап, не зборам за глума. На стендап за Џамбазов, на Бејби, на Бојан Велевски. Нема сега да ми кажеш, не, они се повозрастни, затоа што ќе излажеш. Не, гледај. Ми е драго што воопшто го постави прашањето. Така е. И мислам и тоа ми е доволно. Затоа што ти сите луѓе што ги наброја, буквално сум бил многу малку кога сум ги гледал. Бок и еден ќош не може да текнува. Буквално една вазна имаше до него, му ги памтам сите реплики што ги има кажано. Маријан Ѓоргиевски исто така. Маријан го заборавивме, така, мој пријател од Битола, многу го ценам и се извинувам. Да, Маријан од првите ви текнували. И Никола Тодоровски почна мислам исто да снима. Да, апсолутно. 2015-2016 тој период беше. Ја живеев у Дубај, значи тоа е пред 10 телевизиски, да, тоа добро, да. Не, на YouTube не беше популарен Маријан Ѓоргиевски колку имаше и добра кариера на телевизиска едно време. Јас или 7 година бев, значи 12-13 година. Толку си бе млад ти, колку години си бе Стефан? 25. Да преминеме на следното прашање. Ја и ти стварно сме најстари, Ландов 29, Антонија 19, овој 23, колку сме ти бе човече, јас сум 40. Јас сум 19. Чекај ти пари. Бојан, имам брзи искрени одговори, најголема инспирација. На времето Еди Марфи. Најголема грешка. Што ми беше инспирација? Турнеја 2015. Грешка, зошто? Премногу рано бев пред времето. Да, добро. Што најмногу те релаксира? Фудбал менаџер и добар филм. Фудбал гледаш? Браво. Како ја дефинираш слободата? Кога не си на настан, кога не си на работа? Мислиш дома? Општо, дома сам, без никој. Да. Како се гледа за 5 години? Не се гледам на еден поширок пазар, да речем. Да, те гледам да имаш стендап на српском јазиком. Да, јас се трудим се брат. Добро, и што најмногу сакаш да оставиш за себе? Да оставам за себе? Да. Да не ме заборават луѓето. Да оставам нешто за себе. Тоа е тоа. Браво. Брзи беа така. Брзи бесни. Тие брзите, дај. Стефан, кажи некој виц пред да пееме. Што вика Пинк Пантер кога ќе види тарантула? Пинк Пантер кога ќе види тарантула. Сестра.
Не знам, ја плавуша сум, не ме гледа мене. Таран, таран. Не, колко А дај поглед, дај поглед на тебе. Четири букви од името Твое, четири страни на мојот свет. Додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубав цвет. Твоите очи вино жито кријат, по негода се среќен лик. Зборови барам, зборови нема, никако тебе не те опева стих. Ходиме заедно. Сонце во твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Твоите руси кости, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи, злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Одамна чекам да пристигнеш. Дами и господа, ова е една од најубавите песни од нашиот Аѓо Тоше Броевски, смеар од моите гости Стефан Николовски, Антонија Гивовска, Боја Велевски и Ливеро Бенд. Антонија Гивовска, како дама имаш некој блиц прашања и подоцна имам и на моите други колеги и идеме со песни и завршуваме емисијата, но овие се интересни прашања. Морам да те прашам, дали некојаш или дали си имала момент кога си помислила дека не си доволно добра, кога веќе станува збор за она со доверба кај што е спомна твојот партнер со десна страна Кристијан Ландов? Да. Тоа беше пред некој извесен период. Си рече дека нешто ти фали, нешто се случува? Па си увртев у глава дека не пеам како што пеев. Може би поради тоа што често настапувам, па нешто ми се деси. Овој прв пат јавно го кажуваш, мислам, да. Да. И? Па ништо, се уште си одам на часови пеење, техниката на пеење мислам дека е најважна. Се уште се соочувам со истиот проблем во мојата глава дека не пеам како што пеев, Дали мислиш дека ама нормално е. анксиозност или не ти анксиозно, некои анксиозни размислувања? Па не, само си ги слушам старите снимки, си викаме да сега истава песна не би ја одпеала. Не би можела да ја одпеам вака, освен ако не повежбам, но не знам. Дајте еден аплауз, дајте мало ова емотивна исповед. Браво. Апропо, дали некој си се сомневала во патот во кој си го избрала? Дали си кажала, например, можам јас или не? Тоа, знам, ја џабе го поставив прашањето, не. Што се однесува до мојата кариера, претпоставам за тоа ме прашуваш. Да. Па искрено не, можеби во моментот кога ја објавив Могли смо двое, тоа го имам изјавено во некој претходно интервју, ама и веќе се повторам пак. Ми е жал што тогаш не се пресели во Србија, зашто сметам дека тогаш можев да
да направам поголем бум таму и да едноставно се посветам и на тој пазар. Затоа што сметам дека од Македонија е многу потешко ако почнуваш. Да, некако со години се бориме со српскиот пазар и колку таму да бидеме застапени, некако ни иде потешко тоа што они се овде во Македонија, но дефинитивно Зашто ни се плашат, тоа е. да. Не се некако бориме ние, они Како? се борат против нас за ние да сме таму. А они се добредојдени тука. мислиш дека не сме таму, добре дојден Иван? Јас тврдам. Па не сме, искрено не се плашат, затоа што сме, па мислам дека сме многу поталентирани како нација. Да? Што од пење, што И од други играње. артисти исто гледам Апсолутно. чуено сега. Не знам дали да ги именувам дечките, ама Имате настапувано во Србија, Либеро? Се уште немаме потреба, фала му на Господ. Тука сме презастапени. Се скарал со Така да скромноста немаме Иван кога што меѓу Јордан. Абе, вие Не го слушате, на ама левата го пренесете. страна ваму се е удрено у плексус, бе. Вика ти, ја брат, знаеш колку пари имам, ја брат, ти, а ти, кај мене, знаеш како е брат, газам, овој флексат да шеме ние да... Директов ја од оваа страна, Па живи се, кај нас тука гревчиња не стај на Гревчиња, десна да, страна, да, не гледа. Нога ме боли, лошо ми е. Не, ова што кажа Иван му држи вода затоа што кажа и Бојан, ја го имам слушнато од други јавни личности кои што викаат некако пејачите збори. не ни даваат простор, не пуштаат, едноставно знаеш она да не кажам сега глупо македонче, знаеш такви некои уште каприци имаат. Види, Разбираш? Миро, ги знаат нашите квалитети многу добро. За музика да. Поготово нивните продуценти и музички, како да кажам, продукции што го работат тоа со години, сите тие шоуа што ги ствараат, тоа им е и целта, ако не приметуваат останатите гледачи. Значи целта е да се привлечат најдобрите македонски пејачи и да се привлечат во српска продукција. Да, тоа го припаднели затоа што на едно надпреварување победуваат српски, тоест македонски изведувачи. Па многу имаат победено, ама знаете како, Таму кариерата, запира све. Таму запира све, така. За жал, да. кариерата не име Многу таму. труд, мора многу работа, не сме никако. Тоа сакам да го прашам Бојан Велевски, дали се согласуваш со една муаве дека можеш да успееш, а да не бидеш жртва? у која смисла? Па у смисла, тој има стрекичка, има ветер у грб, има парички, а дали жртвата е многу непреспиени ноки како Вidi, вас жртвата е, да музичари, речеме како новинари, сега, како глумци, многу еве, работа, многу... Кристијан ја отвори се таа работа, да речеме малку, пред малку. Тоа што он го направил и се повлекол, тоа е жртва. Неговите дома, тоа е жртва. Сите ние правиме некакви жртви. Во однос на со отварање на пазарот, ние како артисти, ние мораме да сватиме една работа и да се помириме со тој момент. Дека се што вложуваме ние во нашите кариери овде, во Македонија, тоа ти е од Табановци до Богородица таму, како толку тоа е. Се што тие вложуваат во Србија, прелева од оваа страна. Во еден момент мораме и ние да го правиме тоа на тој пазар. Мораме да вложуваме таму, ако сакаме да А успееме. дали мислите, ќе го начнам тој муавет дека, пошто сум разговарал да дебатирам оваа тема, и многумина знаат да кажат дека тој е јазикот кој што сите го разбираат, нели српскиот јазик Така има е, голема да. Не голема разбираат многу добро. голема познаат, значи у Види, Хрватска во го музиката, слушаат, у например, Босна, не у игра толку Словенија, голема улога во имаат това. голема диаспора. Ама јазикот нема никаква врска кога пеат. Ајде, не знаеме да за зборуваме, не стендапот е знаеме малце падежи, позебно, не да. знаеме, Пеењето не знам, нема ама граници, кога да. пеат перфектно, така? Да, Значи, погодјат интонација, знаат како да го направат тоа Имаат текстот. хитови, имаат убави Крај на песни. приказнат, па снима на српски. Да, Снима на српски, како тоа не ги разбира. Нема врска. Да, како тоа, да, тоа. Убаво си објаснете тие што имаат искуство и што знаат, и Антонија и Иван кажа, едноставно не сме добро и толку, и џабе зборуваме ние. Исто како, а ние немаме самодоверба. Како нација немаме самодоверба. Како Ние нација сакаме не. српски подкасти, сакаме српски емисии, зашто го гледам Миро Кацаров од Штип. Па тоа е сега тоа Бар ќе од биде Велес главно. Ме разбираш, бар од Велес да беше, да. Ама ти тврдам, значи потпишувам со две раце, додека да се начнеш на оваа публика, додека ќе кажеш дека ти си добар. Како да ти Колку кажам, треба многу да треба. направиме, Многу немаат- Кристијан, многу 20 немаат години сум храброст. те- Многу 20 треба. години. Многу треба. Многу Миро, треба. не е прашање на артист, прашање е на цели генерации артисти кои што треба да се пробијат таму да им го остават нашиот јазик у мозок, да, буквално мозок. Значи да почнат да го живеат нашиот јазик како што ние го живееме нивниот. Така. Ние го живееме нивниот, брат. Они се прават дека не разбираат.
Ама они се разбираат. А они све разбираат. Добро, Не, со јас честни исклучоци гарантирам- не се сите Јас така. гарантирам дека младите Срби, не, моje годиште Срби, стварно не ме разбираат. Не разбирам. Нигде нема Ај сега да бидеме слушнати. реални, јас го имам искуството настапувајќи таму. Како бе низ не години. разбираат ај сега. Не, Миро, Миро, имаме татко ми проблем. учил Не разбирам. српско-хрватски, татко му не учил македонски. Јас на Пинковец везица Свајаш. морав да им се обраќам на српски, пошто не разбираат. Не разбирам. Као Е, си не видел? разбираат. Да, ја се видел. Значи не е глумење лудило. Не разбирам. Тоа е тоа. Стефан последно затоа што и истото и за музика, истото и за стендапот е. Бидејќи многу има наплив на стендап комичари од Хрватска, од Црна Гора, од Србија. Има. Не разбирам. Наравно кажува да го земат лебо, така? Па не, ос- па што, па не, па да. Не. Па настапуваат Не у се пабликум, застапени тука мабликум многу. настапуваат. Јако. Не, Не, за за сите нив има никогаш, сака да- за нив никогаш не е проблем цената, а за нас како македонски артисти секогаш е проблем цената. Тоа е реално. Да, тоа е Не, реално. едно Прашај е- ги градоначалниците колку плаќа за српски изведувачи, колку ќе платат за Ливеро или Антонија. Толку и Да, тука Ама темата луѓе, биќе мораме да разбереме колкава е базата на нивната публика. Тоа е премногу народ. Види, Цела ама и Југославија ние има, брат. артистите инвестираме Значи по вака, ја на 15.000 подкаст евра ако во еден им проект. понудам Тоа не е- порнографија, они ќе го гледаат тоа како порнографија. Добро. Јас ако им понудам квалитетен контент, они ќе го конзумираат тоа. Тачно. Проблемот е што на јавни концерти ние го промовираме тоа што тие сакаат да го конзумираат, а не им викаме ова е погрешно, ова е добро. Толку. Да, не и викаме. Оке. Широка е темата. И мислам дека имаме ексклузивно право. За прв пат после многобројни муабети, дискусии, дебатирања, сакам да покажам на јавноста како е една врска која што беше многу пати распарана на социјалните медиуми, знае да живее кој што живеат моментално Антонија Гиговска и нејзиниот поранешен дечко Иван од Либеро Бенд. Ова е тоа кој што многумина треба да го практикуваат и не значи дека ако сте биле љубовници треба да биете непријатели. Ова е тоа. Јас тоа со е тоа. сите бивши сум другар. Знам, брати, Само да се познам. знае. Со сите 4 една. другарки имам, да знаете. Можам, Со сите две. Миро, можам и кума да му бидам на свадба, е Вам, драги мои, ви благодарам што и денеска или вечера бевте наша верна публика. Се гледаме наредната недела во нашиот редовен термин. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Довидување. Не сум рудар злато, јас да пронајдам. Не сум пилот крај тебе, јас да долетам. За да те однесам некаде далеку и дело твоето срце јас да украдам. Не сум сликар гола да те нацртам. Нема дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те одпеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знам, само штом те погледнам. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само штом те погледнам. Не сум вино усни да ти навлажнам, не сум ниту мангуп тебе да те излажам, за да те однесам некаде далеку и дело твоето срце јас да украдам. Не сум сликар гола да те нацртам, немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те одпеам вечерва. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знам, само штом те погледнам. Ке ми треба магија за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знам, само штом те погледнам. Моја, ти ќе бидеш само моја.
ти ќе бидеш само моја, ти ќе бидеш само моја.